Добро вечер. Денеска ми е посебно задоволство да ги представам излагачите на денешнава трибина, која што носи интересен наслов: правата на полицајците, гаранција за нашата безбедност. Многумина кога ја определивме за тема на денешнава трибина оваа тема, не прашаа зошто токму оваа тема, и сакам во контекст на воведот во темата и представувањето на моите соговорници и говорници на денешнава трибина, господја Дивна Змејковска, подпредседател на Унијата на автономни синдикати на Република Македонија, и Гоце Делчев Тодев, председател на независниот синдикат на полицијата на Република Македонија, и јас како професор и подпредседател на СДСМ, да одговорам и на овие првични мотиви за оваа тема, а тоа е да укажеме дека ефикасната и соодветна примена на правата од работен однос и колективниот договор на Министерството за внатрешни работи и правата на полициските службеници се единствена гаранција за нашата безбедност, особено оној дел на регрутирање, селекција, вработување и напредување на полициските службеници. Колку сме безбедни, колку сме небезбедни во почитувањето на правилата и критериумот во тој дел. Понатаму сакаме да ги побиеме сите злонамерни тези кои што ги шират и ги ширеа изминативе недели и месеци мегафоните на власта, кога велеа дека Социјалдемократскиот сојуз и граѓанскиот сектор, односно граѓаните за Македонија, се оние кои што се против полицијата и против полициските службеници и против безбедносните сили, и дека ние наводно ги тепаме полициските службеници, а они многу ги бранат. Да одговориме на тие тези дека лицемерно и иронично е ширењето на тие опасни тези од позиција на власт токму на оваа чувствителна проблематика и на оваа чувствителна категорија на вработени во полицијата од страна на власта, заради фактот што не треба да паднат жртви од редовите на полицијата за да се покаже лицемерно поддршката за безбедносните сили, туку напротив, таа треба да биде континуирана задача на сите власти, особено на работодавачите, затоа што, како што кажав и на почетокот, токму тоа е гаранција за нашата безбедност. И на крајот ќе зборуваме малку и за она за што се залагаме граѓаните за Македонија и Социјалдемократскиот сојуз во делот на оваа проблематика која што е вечно актуелна тема и во рамки на работничките права, но и посебно на правата на полицајците. Јас прво би дала збор на господја Дивна Змејковска да се обрати, потоа ќе се обрати Гоце Делчев Тодев, на крајот ќе сумираме со неколку тези и ќе бидеме отворени нормално за прашања, за коментари, за сугестии, за кои што вие сметате дека треба да бидат чуени и да допрат до сите кои што треба да имаат дел во нивното исполнување. Благодарам. Благодарам, Фросина. Како што веќе ме представи Фросина, јас сум Дивна Змејковска и доаѓам од Унијата на независни автономни синдикати на Македонија како на функција подпредседател и воедно председателка на синдикалната организација на жени. Верувајте дека кога ме покани Фросина, ми беше задоволство, меѓутоа што е она што ми се случува секојдневно, од сите оние кои што ме прашуваат дали во Македонија има синдикат. Верувајте дека јас како представник на еден од 4 конфедерации кои што се регистрирани во Македонија, јас се срамам да кажам дека сум јас представник на еден од тие синдикати.
Јас сакам да ве поздравам сите. Јас се надевам дека нема да остане на само ние што ќе кажеме, дека и вие ќе се приклучите да биде малку интерактивно да одговориме на некои прашања кои што ве интересираат. Јас сега би го препуштила прво зборот на Гоце, затоа што тој доаѓа точно од безбедносните сили, на што ја ќе се надоврзам како синдикат и како представник на оној кој што учествува во спроведување и следење на спроведување на Законот за работни односи во Македонија, а особено како специфична група и со еден голем проблем кој што Унијата се ја засегна, тоа е регистрирање на полициски синдикат кој што процес трае веќе 3,5 години. Јас после Гоце ќе земам збор, би сакала малку он да ви даде увод во какви се состојбите на полициските работници во Македонија. Благодарам, Дивна. Јас морам, како и што наназад X години се обраќам пред македонската јавност, така и вечерва по прв пат на покана на СДСМ да се обратам, а тоа е смрт или слобода. Оние што го слушнале овој слоган, предпоставам дека ќе го познаат. Не можам да бидам неавтентичен и од таа причина така и почнал. 13 години бев во армијата, 13 години сум во полицијата. Пострашно од она што денеска ни се случува во полицијата и од она што ни се случува во армијата нема. Дури и 1991 година беше подобро во однос на состојбата во која се најдоа вработените во редовите на безбедносните структури. Со овие неколку реченици на самиот почеток, едноставно ви кажувам се и не смеам да не бидам неприроден, не смеам да лажам, не смеам да кажувам невистини и не смеам да се кријам зад пишани документи како тоа што го прави веќе екс-министерката Гордана Јанкуловска, како што го правила, како тоа што го прави уште неколку месеци човекот кој 10 години не лаже, не манипулира, му подготвуваат разноразни материјали и се она што во Република Македонија го направија во редовите на МВР е предмет за кој наредната, првата наредна влада за некој ден која ќе отпочне со работа, ќе има сериозна обврска за комплетна реконструкција во многу нешта. Ако само ви пренесам дека ова што јас денеска го правам е луда храброст, дека не верувам дека било кој од вработените би седнал и пред отворена маса, односно граѓани, би коментирал, би зборувал за тоа во каква состојба се наоѓа полицијата, ви кажувам се. Но сум повеќе од охрабрен после она што го читав и го елаборирав, а господја Фросина многу добро тоа ќе го образложи, извештајот кој го прочитавме од страна на Европската комисија, едноставно и во редовите на МВР веќе ни е јасно дека работата е завршена. Имаме состојба во која полицајците, вработените во полицијата, едвај чекаат. Едвај. Многумина, дури и по СМС пораки и по телефонско јавување ме молеа да пренесам што повеќе во делот на она што се вика немање на чизми, немање на опрема, немање на возила, немање на основни средства за работа, за да може вас да ве одбраниме, за да можеме да се покажеме пред Европа дека навистина оваа држава има капацитети да полицијата навистина биде во функција на народот. Сето тоа што со години наназад го гледавте и го знаете, е факт дека е дојден крајот, сето она што ние го имаме како мака со луѓето кои го водат ресорот министерство, као полициски синдикат, кои 10 години не шетаат низ лавиринтот кој се вика едношалтерски систем, кој го промовираше Никола Груевски, кој кажуваше приказки за овој народ дека се ќе биде низ едношалтерскиот систем решен. Решено со што нема да имаме проблеми, едноставно
пред вас сега ви кажувам и пред луѓето кои претпоставувам дека ќе ја водат и ќе бидат представници на едната влада, ќе имаме обврска не да се фотографираме само, не само да вадиме фотографии за Facebook и за останати социјални мрежи, како тоа што го прават граѓаните и луѓето со оние што во моментов владеат, туку ќе имаме на вистина обврска да на овие граѓани овде кај што се останати во Република Македонија им направиме побезбеден живот и да можеме, ако може, некој од тие што буквално усвет фатија Австралија и Канада да вратиме назад и да им кажеме дека и во Македонија е безбедно и во Македонија може безбедно се живее и нема да имаме никаква ситуација пред ниеден од оние што буквално глумеа дека водат синдикат и од 45-та до денеска водеа синдикална организација која не донесе на граници на опстанок. Така да, ова е само вовед, претпоставам дека за поединци кои имаат луда храброст како и јас, што седнав денеска вечерва пред вас, можат слободно да прашаат, бидејќи ако Европската комисија напишала се она што ни се случувало во Република Македонија, посебно во изминатите неколку месеци. Не смееме да се лажеме повеќе понатака и не смееме јавната безбедност и безбедноста на овие граѓани да ја ставиме под тепих и да ќутиме до 2015 или не знам до која ќе сака можеби некој од луѓево што ни кажува дека ќе биде подобро. Така да тоа е од мене во овој воведен дел и ќе развиеме една плодна дебата и дискусија која ќе биде интересна и корисна за не само за вас, за идната влада, односно за идните граѓани кои ќе очекуваат многу повеќе од она што до сега го немаме, односно го имаме како ништо. Од кого, ако не од полицаец, можете да слушнете реалната состојба која што се случува на теренот, она што се случува со нашите полицајци, од кои што очекуваме да ни да бидат гаранција за ние да бидеме мирни и да бидеме безбедни доколку нешто се случува во државата. Јас сега зборувам малку за синдикатите. Не сум многу навлезена во делот на полицијата, затоа што сум делот на синдикатот, меѓутоа со што се соочи нашиот синдикат? Значи, во овој плурализам дојде до состојба трансформација на општествен капитал во приватен капитал, меѓутоа синдикатот остана истиот. Без никаква трансформација. Дури ни столчињата, ни работните маси не им се променети. И работат по истиот принцип по кој што работеа уште, како што знаат да кажат и кога се најстариот и најголемиот синдикат кој што постои 100 години. Да, меѓутоа покрај толку промени не може во државата да останат истите состојби. Заради состојбите со кои се соочивме во државата, 91 година Унијата на автономни синдикати се формираше како една од синдикалните конфедерации и почна да работи со различни гранки во секторот, меѓу кои последните 3 години работиме на здружување на полициските работници во синдикална организација, значи секако оние кои што не се сложуваат со работата и политика на полицискиот синдикат во рамките на Сојузот на синдикатите на Македонија. За жал, таа борба трае 3,5 години. Значи ги поминавме сите врати. Министерството за труд, кое што е надлежно, тоа не праќа во Централен регистар. Централен регистар ни вика не сме ние пак во Министерството. Поднесена е тужба до Управен суд, кој што треба во најкраток можен рок, односно во рок од месец дена да одговори дали одлуката која што е донело Министерството е валидна и дали навистина не може да се регистрира тој синдикат или пак едноставно да ги дадат причините зошто не се регистрира синдикатот. Притисок врз вработените. Јас ми е жал, тука имам еден документ кој што не можам да го поделам да го видите сите, каде што председателот на полицискиот синдикат во рамките на Сојузот на синдикатите бара од министерот да му потврди дека нема да регистрира друг полициски синдикат, дека тој неговиот е единствен и ќе биде како што сака. Министерот потврдува и сето тоа како закана, тука и Гоце верувам дека ќе го потврди,
го ставаат на огласните табли на полициските станици, со што сметаме дека се врши заплашување и терор врз полициските работници, кај кои на вистина има прво основно и кршење на човековите права, а потоа на сите останати. Значи, според Законот за работни односи, во глава 18 стои дека секој има право на синдикална организираност. Значи, има документи кои што треба да се приложат во Министерството и согласно тоа да се регистрира синдикатот. Меѓутоа, кај нас не може тоа, не сме, едноставно, нема одговор. Нема кој да ти каже зошто не се регистрира тоа. Ние овој проблем го подигнавме на повисоко ниво затоа што во државата не можеме да го направиме, значи и преку меѓународна организација на трудот, на сите состаноци што овде што се спроведуваат и кога се вели дека едно од основните принципи за влез на Македонија во Европска унија е добар социјален диалог. Ние немаме социјален диалог, луѓе, ние имаме монолог, едноставно монолог. Репрезентативни синдикати кои што за жал вечерва не се тука, ние сме нерепрезентативни синдикати од причина што не можеме да ги регистрираме синдикатите. Не можеме, не сакаат, а не знаеме зашто. Значи, тука јас не би ја фрлила вината само во надлежните институции. Тука ќе се повикам на основниот принцип на солидарност кај синдикатите. Значи, постоечкиот така наречен полициски синдикат во рамките на Сојузот на синдикатите, кој што ќе повторам постои 100 години, меѓутоа ништо не направи за тие 100 години. Ние останавме во место со сите проблеми кои што ги имаме и не само што останавме, него отидовме наназад. Значи тука се врши мобингот, законот за мобинг е ужасен, се врши тортура, се врши заплашување, се врши закана врз вработените во сите сектори. Јас сега малце повеќе обрнав внимание заради тоа што имаме представник, ние презентираше состојбата на полициските работници, меѓутоа во сите сектори е не помалку тажна ситуацијата. Она што сакам да го напоменам, Унијата на независни автономни синдикати е меѓународно призната, за жал во Македонија нема никаква позиција и работиме во делот на подигнување на свеста на синдикалните членови и на и други од невладени организации кои што работат на проблематиката за кои се нивните права и како треба да се изборат за тоа, значи преку експерти кои што доаѓаат. За среќа имавме чест на еден од семинарите, и тоа го иницииравме преку холандските синдикати, на кои што кога им зборувавме дека ние не можеме да регистрираме 3 години синдикат, а во законот е покриено, како може, вика, закон кој што го донела дотичното министерство или власта или било кој, значи преку собрание, преку влада, како може да донеле закона да не го спроведуваат. И спроведовме еден семинар на кој што заради размена на искуства со полициските синдикати регионален, значи Албанија и Косово. Имавме чест како експерт од кај нас да биде госпоѓа Ременска, каде што можам да ви кажам дека од оно што го слушнавме од представниците од Албанија и Косово, мислам дека вработените во полицијата кај нас имаат многу помалку права отколку во останатите две земји, а ние као се рачунаме сме на чекор на вратата на Европската унија. Има многу да се зборува, значи има многу да се зборува, јас ви кажав, не сакам, сакам прво да бидеме самокритични, ние синдикатите, не си ја извршуваме целта, основен принцип во синдикалното движење е солидарноста, меѓутоа за жал не само што не сме солидарни, него ние така речено меѓу нас, граѓаните кои што знаеме да се кажеме, ние самите си го копаме гробот меѓу себе. И покрај тоа што имаме иста цел, заштита на работничките права и заштита на вработените при вработување. Ја тука би прекинала сега и се разбира, тука сум доколку има одредени прашања да поставите после. Сега мислам дека може да продолжи околу извештајот Фросина.
Од мене ве благодарам. Благодарам, Дивна. Јас ќе ве охрабрам сите после моето говорење да позборуваме малку интерактивно, да прашате, да поставите прашање на нашите гости во делот на она за кој што тие зборува, и околу прашањето на синдикатот и околу прашањето на конкретната примена на колективниот договор на Министерството за внатрешни работи за полициските службеници. И можам слободно да кажам дека предпоставувам дека колегата Гоцеј ќе каже дека од независниот полициски синдикат сигурно нема да врачат плакета за благодарност на работодавачот во знак на соработка, бидејќи природно е синдикатот секогаш да му пркоси на работодавачот и да ги бара правата на работниците, наспроти да промовира владини политики за 2017 година во која што ќе се најави покачување на плата од 22%. Тоа се случува во Македонскиот полициски синдикат, наспроти се она што треба да биде заложба за реалните права на полициските службеници, од кои што зависи нашата безбедност. Да не бидам погрешно сватена, односно да не бидам нејасна кога зборувам нивните права се гаранција за нашата безбедност. Ако само се погледне спроведувањето на правилникот за системот на кариера или кариерниот развој на полициските службеници кој што ни беше обврска од Европската Унија наметната 2009 година заради разнишување на оној расипан систем после секоја промена на власта да се менува од портир до раководител, се наметна потребата за донесување на еден посебен правилник, особено за Министерството за внатрешни работи, за полицајците, кој што ќе значи можност преку заслуги, преку интегритет, преку покажани резултати да се напредува во хиерархијата и во службата. Она што ни се случува од 2010 година наваму, една година по донесување на тој фамозен правилник за систем на кариера, ни го отвара прашањето токму на вртоглави кариери на несоодветни кадри во Министерството за внатрешни работи кои што одлучуваат за нашата безбедност, за безбедноста на имотот на граѓаните, за се она што ни се случува. И од тука кога зборуваме за исполнувањето на нивните права или гаранцијата за нивните права, тогаш доаѓаме и до прашањето на нашата безбедност. Еден полицаец ми даде еден труд во кој што тој изворно ја разработува феноменологијата на стравот во рамките на безбедносните служби и ме замоли да ви ја представам таа феноменологија на стравот за да сватите со кои проблеми се соочуваат полициските службеници во првиот момент кога ќе одлучат јавно да проговорат за нивните проблеми, за нивните права, за нивните погазени права, за нивните неисполнети обврски од страна на работодавачот. Ќе ве замолам само да го проследиме ова, барем што можам од текстот да го прочитам. За да се развие и оствари ефикасно и ефективно синдикално дејствување или спроведување на синдикална акција со цел спречување или сузбивање на споменатите форми на страв кај работниците од областа на безбедноста, меѓу другото потребно е елементарно познавање токму на феноменологијата на стравот која може да се развие во безбедносните институции. Во тој контекст значено е да се напомене дека еднаш воспоставениот страв кај одредени работници во областа на безбедноста ќе се шири на секаде, во сите организациони единици на безбедносните институции и тоа вертикално и хоризонтално и меѓу различните феноменолошки облици, а можеби и системски. Феноменологијата на стравот во безбедносните институции,
можно е да се остварува најмалку ни следниве форми: страф од суспензии и бркање од работа, страф од неоправдано префрлање на друго работно место, страф од подметнување на извршени фингирани кривични дела, страф за пријавување на кривични дела сторени од страна на високо позиционирани и моќни поединци и групи во полицијата, војската, разузнавачката, контраразузнавачката служба и така натаму. Страф од компромитирање преку успешни обиди за создавање на искривена перцепција во конкретни безбедносно работни средини за личните квалитети и индивидуалните работни остварувања на професионалци и неистомисленици. Страф предизвикан од вербално попречување и создавање на неможност за искажување. Страф од организирани озборувања и смејувања, интриги со цел компромитирање на професионалниот развој и на професионалната иднина, подметнување, претерување, неоправдани и тенденциозни контроли на работа, физичка присутност на работно место, страф од злоупотреба на организацијската единица за така наречена внатрешна контрола во вршење на психолошки притисоци, страф предизвикан од неповолно, негативно, субјективно и пристрасно оценување од страна на одредени раководни работници на резултатот на работата и личните менаџерски квалитети на останатите работници од областа на безбедноста, страф од создавање на услови за неиздавање на соодветен безбедносен сертификат за чие поседување работникот од областа на безбедноста ги исполнува пропишаните услови, страф од земање на службено оружје и така натаму. Овие се само дел од причините поради кои што полициските службеници и сите вработени во овие безбедносни институции немаат можност преку синдикалните организации да се пожалат за она што нив им се случува и реално неможност тоа да го преточат во конкретна синдикална акција. Во контекст на ова, јас ќе дадам и една соодветна квалификација на амбиентот во кој што функционираме денеска, а произлегува токму и од структурата која што ни е наметната под контрола од страна на Министерството за внатрешни работи. Ако го проследевте во целост извештајот на Рейнхард Прибе или оној предводник на експертската група на Европската комисија која што имаше за задача во изминативе месеци да ја оценува работата во клучните сегменти во кои што ние треба денеска да направиме и клучна реформа за да дојдеме да излеземе од транзициониот период за да дојдеме до услови за фер избори. Јас би издвоила само неколку кои што ни ја даваат сликата или дефиницијата дека ние денеска живееме во полициска држава, а полицијата наместо сервис на граѓаните како што милуваше да каже бившата министерка, се претвори во партиска полиција. Ќе издвојам само неколку сегменти за да се надоврзам на тоа што ми е целта, за каква полиција ние се залагаме. Во извештајот на експертскиот тим се вели дека постои системска партизација, нагласувајќи ја системската партизација во клучните институции задолжени за контрола на законитоста на работењето на сите останати, пред се алудирајќи на злоупотребата на ресурсите на Управата за безбедност и контраразузнавање, за контрола на општествените и политичките процеси во државата. Тоа доволно укажува дека целокупните ресурси на Министерството за внатрешни работи се ставени во служба на партијата за контрола на целокупните општествени и политички движења. Ако само се подсетиме на сите бомби кои што ги емитуваше Социјалдемократскиот сојуз, ќе се присетите дека
токму оваа забелешка наоѓа своја одлика во сите разговори помеѓу министерот за внатрешни работи со сите останати во кои што се фалеше активното учество на полицијата во обезбедување на изборната победа на владеачката партија и претворањето на државните институции и на полицијата како сервис на партијата во обезбедувањето токму на изборната победа и обезбедувањето на послушноста на граѓаните за време пред и за време на изборите. Понатаму во извештајот прибевели дека незаконски се прошириле овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање, настрана од она што значи задолжително почитување на законот и обезбедување на судска наредба во спроведувањето токму на тие овластувања за кои што толку многу се зборува овие неколку месеци наназад, а директно задираат во правото на приватност на граѓаните и целокупниот корпус на човекови слободи и права. Понатаму се вели дека постои несоодветен законски третман на сите информации кои што укажуваат на сторени кривични дела од страна на високи владини функционери. Тоа директно алудира на она што е законска обврска и на Министерството за внатрешни работи и на полицијата, но и на обвинителството. И сега кога дојдовме до дефиницијата која што ни ја дава и експертскиот тим на Европската Унија, дека тоа се клучните одлики на политичката полиција, треба да кажеме за што се залагаме ние или што треба да направиме за да ја вратиме она клучна компонента за која што се залагаме, а преку тоа и ќе обезбедиме можност за остварување на правата на полициските службеници или отварање на предуслови токму тие во една нормална работа, ослободена од било какви политички и партиски притисоци, ќе можат соодветно да си ја вршат својата должност, при тоа не стравувајќи дека заради своето професионално постапување ќе бидат несоодветно третирани од страна на врвот во Министерството за внатрешни работи, како тоа што се случува. И мора да кажеме дека ние ги разбираме токму овие проблеми на полициските службеници и се солидаризираме во нивната грижа и напор, барем да ги остават недопрени своите професионални вредности кои што ќе бидат клучни за возобновување и ревитализирање на оној систем кој што нас ни е потребен. Систем во кој што секој ќе одговара за злоделата, а секој ќе биде награден за она што ќе го сработи, а ќе биде по закон. Значи, мораме да обезбедиме услови во кои што на полицијата ќе и се овозможи самостојно и автономно да работи. Што значи тоа? Принципот на самостојност во работењето на полицијата значи дека и покрај тоа што полицијата е дел од извршната власт, тоа не значи дека полицијата не треба да застане на патот на власт која што е длабока навлезена во криминал. Токму таа самостојност мора да и биде гарантирана на полицијата. Не мешање во самостојноста на водењето на нејзините работи и активности. Ако гледаме тоа што денеска се случува, да не ни е чудо зошто вака огромен криминал и поминал пред нос на полицијата. Затоа што секој кој што се обидел да напише службена белешка, да поднесе кривична пријава против вака високо рангирани функционери во власта, верувајте, завршил некаде далеку и од своето семејство и од своите колеги кои што до вчера ги имал во своето обкружување. Со мобинг, со притисоци и со се она што значи
закана за отстранување од работно место. Понатаму, принципот на оперативната независност значи дека нема да го прашате началникот дали треба да примените одредени овластувања за одреден партиски функционер ако тоа е фатен во вршење на кривично дело. Тоа денеска го немаме. Напротив, партијата е и оперативен штаб, партијата е и обвинителство, партијата е се она што не треба да биде. А е и полиција, и обвинителство, и суд. Понатаму, забраната, принципот на забрана на употреба на полицијата во политичката битка е клучниот принцип за кој што се залагаме и ќе се залагаме. Тоа е една и од точките во преговорите, ослободување на клучните министерства од партиското влијание токму заради не ставање на полицијата во функција на механизам и инструмент во водење на политичка битка со партиските неистомисленици. И на крајот принципот на неутралноста, на политичката неутралност на полицијата или департизацијата на полицијата, што не значи само забрана за членство во високи партиски органи на високи раководни старешини во Министерството за внатрешни работи, што по дефиниција е деполитизацијата на полицијата, туку и ослободување од било какви партиски влијанија токму врз работењето самостојно и оперативно на полицијата. Кога зборуваме за сите овие прашања за кои што денеска ги критикуваме властодржците, сакаме да укажеме дека промените во Република Македонија ќе се случат. И тоа бидете сигурни дека ќе се случат. Меѓутоа, тие промени нема да го отворат патот за спроведување само на овие принципи за кои што зборуваме. Туку ќе го ослободат од страф секој вработен полициски службеник во Министерството за внатрешни работи, да нема страф, но истовремено и да ја почувствува силината на неговото парче хартија во кое што ќе напише се што не е по закон и за својот претпоставен, но и за секој друг за кој што ќе дознае. Тоа денеска го нема и затоа во Република Македонија и криминалот и корупцијата стана најтолерирани појави за кои што ние денеска слушаме бројни извештаи не само од Европската Унија, туку и целокупната меѓународна заедница. Во Законот за полиција стои една реченица во која што се вели дека јас како припадник на Министерството за внатрешни работи ќе се ставам и ќе работам во служба на одбрана на Република Македонија и грижа за безбедноста на граѓаните и нивниот имот. Тоа е една скратена верзија од заклетвата на полициските службеници кои што ќе ја дадат по завршувањето на нивниот, да кажеме, образовен процес за полицаец. Меѓутоа, јас во име на тоа подсетување и на полициските службеници за нивната должност, меѓутоа и за сите граѓани да знаат која е вистинската улога на полицискиот службеник, а пред се за сите оние во Министерството за внатрешни работи кои што подзаборавија токму на таа нивна заклетва, ќе ја прочитам. Кратка е, ама многу кажува. Мојата основна должност како полицаец е да служам на Република Македонија, да ги почитувам уставот и законите, да ги бранам животите и имотот на граѓаните, да ги заштитувам невините од измама, слабите од заплашување и притисок, а миролюбивите од насилство и безредија, како и да го почитувам заедничкото право за слобода, еднаквост и законитост. Без компромиси против злоделата, прогонувајќи го криминалот, законот ќе го спроведувам на човечен и соодветен начин, без страв, протекција и лоша намера,
никогаш не користејќи сила или насилство, не допуштајќи да бидам подкупен. Свесен сум дека само јас сум одговорен за стандардите на моето професионално работење и затоа ќе искористам секоја разумна прилика за да го збогатам и подигнам рамништето на моето знаење и стручност. Никогаш нема да постапам наметливо или да дозволам на моите лични чувства, предрасуди, политички убедувања и стремежи, на омразата или пријателството да влијат на донесување на мојата одлука. Мојата службена легитимација ќе ја сваќам како символ на довербата која ми ја укажува јавноста и ќе трае се додека се придржувам на етичките начела на полицискиот позив. Нема да учествувам во мито и корупција, ниту ќе толерирам такво однесување на другите полицајци. Личниот живот ќе го водам честно и ќе се однесувам на начин кој нема да ме дискредитира ниту мене, ниту мојата служба. Соочен со опасности, омаловажување или подсмев, ќе ги задржам од важноста, спокојството, ќе го развивам чувството на самоконтрола и секогаш ќе ја имам во предвид грижата за другите. Честит во мислите и во делата, како во приватниот, така и во службениот живот, на примарен начин ќе го почитувам законот и прописите на мојата служба. Непрекидно ќе тежнеам да ги постигнам овие цели и идеали, посветувајќи се на мојата одбрана професија полицаец. Ова е токму таа заклетва која што треба да биде водилка во работењето на сите полицајци. Чест за оние кои што ја знаат и ја почитуваат, укор за оние кои ја заборавија, но подсетување на сите оние кои што имаат намера да застанат во одбрана на честа и на службата и на професијата. Сега повикувам сите кои што се заинтересирани да се вклучат со прашања, со дискусии, со коментари, повеќе на моите соговорници вечерва, да добијат и малку поконкретна слика за областа за која што тие вечерва зборува. Благодарам. Прашања дали има? Ајде да се охрабриме малку. Повелете, господине. Дозволете да ги поздравам гостите. Ја ќе се представам како доктор, само да направам една споредба со полицијата. Ако докторот го чува здравјето, полицијата ја чува нашата безбедност. Значи, тука нема проблем. И мислам дека полицијата во било која држава си ја знае работата. Чак и оваа нашата, иако партизирана, она си ја извршува својата задача, но само во рамките на она што е дозволено. Што е многу битно. Пред да почнам со дискусија, ќе направам една дигресија со нашиот сосед Албанија. Ако Албанија во времето на Енвер Хоџа имаше колективна параноја, страв, дека како мала држава ќе биде нападната од соседите, Енвер Хоџа градеше илјадници, па можеби милиони бункери, држејќи го народот во страв. Ние денес имаме диктатор, што сиот народ, оној, да речеме, што не разбира или што мора да го страв, го држи во еден сеопшт колективен страв, што е медицински кажано
на некој начин и невозможно, но човекот секогаш трга од својата социјала, од своите потреби, потребите на семејството. Мислам дека таква е нашата сега состојба во оваа наша држава, на еден диктатор да не држи во еден колективен страв, кој што ние, како народ, мораме да го искорениме. Мораме. Енвер Роџа си отиде и погледнете ја Албанија. Па Албанија, знаете ли што беше? Јас бев првиот ден, така речено, кога се ослободи она од стегите на Енвер Роџа. Немаше може би ни 20 километра асфалт. Погледнете ја сега Албанија. Каде отиде Албанија, а каде дојдовне ние, каде бевне, ние се вративне назад. Албанија отиде многу напред, таа влезе и во НАТО. Значи ние, уместо да идеме напред, идеме назад. Држејќи не во колективен страв, со огромен криминал, партизација на целата држава. Не се работи овде за партизација само на полицијата. Партизирана е целата држава. Па извештајот на Прибе и неговите колеги кажува се. Но малку се оддалечив со дискусијава, ќе се вратам на синдикатите. Ако државниот, ја ќе го речам државниот синдикат, републичкиот синдикат, кој што е републички, а ја го викам државен, затоа што тој стана државен синдикат, додека рамковите синдикати, као полицискиот, здравствениот и така натака, тие живуркаат уз заедно со републичкиот синдикат, кој што е тотално партизиран. Никнаа самостојни синдикати, независни. Еден е и вашиот полициски независен синдикат, меѓутоа јас сум сигурен дека вие немате кој знае каков удел, може би никаков, во вашата задача или работа, или во она што треба да го работите како помош во одбрана на правата на вработените во полицијата. И би поставил, видите, дискусија или коментар, можам цела вечер да зборувам, има многу материјал од овие наши комшии, затоа што сигурно е дека после нивното одење ќе треба да се направи генералка во ревизија на се што е во полицијата. Мора да се направи, ја викам генералка, ние да речеме се викаат модерно реформи или нормално реформи, но треба тука генералка од корен, од раководни кадри па надоле. Мислам дека тоа не ќе биде така лесно, ќе треба време и наредната влада ќе треба сериозно да се зафати со проблемот, посебно на полицијата. За почеток мора да се деполитизира, што е прва задача. Но да не должам, има многу, нека можда ќе се јави некој друг за дискусија, да поставам едно прашање до нашиот гостин од независниот синдикат на полицијата. Дали има податок за овие задни примања во полицијата кои беа за нив веројатно ургентни, веројатно се припремаа за нешто или се припремаат, се уште не знаеме. И јас верувам во едно, дека никогаш не треба да му веруваш на диктатор. Никогаш. Тој може да изненади со се. И затоа поставувам едно прашање до гоцета. Како? Дали имате податок околу покачувањата, околу наредните покачувања и на кој начин беа извршени тие примања
во полицијата, макар да ја знам, да речеме, како се вршија тие на мала врата. Колку кошташе едно место. И тие не беа така бесплатни, мислам, само со конкурси. Но за тоа немаме ние сигурни податоци, но народот знае. На тоа прашање да ми Одговорот на вашето прашање целата македонска и светска јавност го знае. Ако не е поминат преку општински или месен комитет одреден кандидат, тој нема шанси да отиде во центарот во Идризово и да биде примен. Тоа е повеќе од јасно, но што е уште пострашно? Тој што отишол во Идризово во центарот за обука во полициската академија, прво и основно, да не кажам истиот момент, а може би уште пред да замине во Идризово, уште од дома му се подготвува пристапница од Сојузот на синдикати на Македонија и тој мора однапред да почне да плаќа рекет во Сојузот на синдикати за да може да го цица нивниот денар и да лупа и да удара по мене, по вас и по безбедноста на оваа држава. Ова е пострашното. А тоа што вие ме прашавте, тоа цела македонска јавност, не само овие овдека, го знаат. Добро, да не должам, нека повели друг. Јас само малку дополнување на одговорот на Гоце Видала. Се сложам потполно со дискусијата на господинот, дека не функционира, ништо не функционира. Значи во Македонија има 4 конфедерации. Сите тие имаат своји гранкови синдикати, но за жал проблемот е во регистрација на синдикатите во нерепрезентативните, а не може да бидат репрезентативни затоа што немаат можност да ги регистрираат синдикатите, значи има забрана за нив. Строго е забрането, тие не се подобни. Страшното е тоа, значи, кај нас луѓе се изгуби квалитетот. Јас не го гледам синдикатот дека треба да биде политички подобен кон една или кон друга или кон трета власт. Синдикатот е коректор. Јас, ако утре СДСМ дојде на власт и ако има одредени проблеми кои што ние на теренот, ние сме луѓе кои што доаѓаме од терен и кои што секојдневно се соочуваме со одредени проблеми со кои се соживуваат луѓето, од кои се губат животи, да не ги спомнувам тука стечајните работници и икс други луѓе кои што останаа без работа и молат за парче леп или работат волонтерски за 4000 денари. Текстилните работници исто така. Ние се ориентиравме денеска за полицијата, меѓутоа имаме многу ранливи категории. Меѓутоа затоа сме ние овде синдикатите да утре ќе излезиме пред владеачката партија, на пример СДСМ кога ќе дојде, ние ќе излезиме јас на пример на сите комисии за труд и социјала кога беше председавач госпоѓа Иванова, представникот од Сојузот социјалдемократскиот сојуз, јас бев повикувана како представник од синдикатот, значи да учествувам со свој согледување и излагања и сугестии. За жал сега веќе не сум викната, не само ја, ни еден представник од синдикатите. Меѓутоа, власта, која е, каква е, таква е какви што сме ние. Ако ние делуваме, ако ние кажеме ова што го правите не е во ред, закон, ние имаме закони, препишуваме, преведуваме, меѓутоа истиот закон не може да биде ист во Македонија, ист да биде во Словенија, ист да биде во Хрватска. Значи, не може да го препишеме само, него треба да го прилагодиме според состојбите во кои што се во сопствената држава. И затоа, доколку тие што се донесувачи на одлуки и на закони, и поготоа оние кои што ги спроведуваат тие законите, треба ние синдикатите да излеземе, да го следиме тоа спроведување и да видиме дали е реалната состојба таа што ја имаат они и да им кажеме, па тие во согласно со она што ние ќе го кажеме, значи меѓу колективното договарање што значи? Работодавач, представник на синдикатите и власта да седнат да преговараат и да разговараат за важните и клучни прашања кои што се однесуваат на работниците.
Ако може прашање. Сакам до господинот Гоца прашање за бројноста на вашите членови и членови на другиот синдикат, значи кој се односа на луѓето во едниот и во другиот. Има една поговорка, кажува дека нема реформа додека владетелот е во добра кондиција. Значи, другиот синдикат би ме интересирало во каква кондиција е. Значи, вие ги наброивте таксативно аномалиите на системот. Со што образ другиот синдикат вика дека е све во ред? Благодарам. Благодарам на прашањето. Другиот синдикат е со репрезентативна кондиција, со комплетна репресија према сите оние што станале членови 1980 година, мора да останат членови таму, бидејќи поедноставно е да регистрираш овдека термоцентрала или нуклеарна централа, отколку да се исчлениш, или терористичка група, отколку да се исчлениш од Сојузот на синдикати на Македонија, бидејќи парите кои влегуваат во таа структура, односно во таа синдикална структура е многу значајна и битна, затоа што сите знаеме како и на кој начин завршуваат одредени парични средства. Тоа не би го коментирал, таму има комисии кои ќе го коментираат. 6200 е бројот на членови на таа синдикална структура, моите се 518 членови кои буквално од човек до човек се регистрирани и исклучио лично пред мене, затоа што начинот на кој може да се регистрира полицаец или инспектор во МВР е исклучио како 1903 година, само под заклетва, заради тоа што не смее да се појави пред било какво биро, затоа што ако биде фотографиран или на било каков начин биде пријавен кај некој од представниците на другата синдикална организација, може да му се случи ендек, може да му се случи работното место од Скопје да му се префрли на Ниđe планина, да заврши на Тришилци или било што е невообичаено, заради тоа што теророт кој владее за да може да си го задржат нивното членство е невидено. Тука вечерва, а и практично секоја вечер гледам екс-началници кои многу добро знаат, односно сегашни полицајци, бидејќи она што се случуваше во изминатите 10 години не доведе во ситуација да поединци кои воде и раководеа со безбедносните структури денеска отвараат капи по одредени полициски станици. Ова е вистина. Дури поединци не можејќи да го трпат тој терор од таа синдикална структура што ме прашувате, завршија во некои афрички држави и по разноразни други работни места како експерти во нашава држава, затоа што зема магистратури и докторски дисертации од областа на безбедноста, меѓутоа теророт и тоа што им се случува од страна на оваа гарнитура и од страна на овој синдикат ги доведе во ситуација да парчето леп го заработуваат како Стојанче во Ирак или пак како брат Љубе во Идризово. Јас не знам дали во почетокот во моето излагање ја ништо напоменав, меѓутоа таа ќе ви прочитам и мислам дека ќе добиете јасна слика за сето тоа. Што мислите вие зошто не се регистрираат други независни полициски синдикати? Тоа е стравот. Затоа што се свесни дека со самото тоа ќе го изгубат членството. И тоа гарантирам за многу кратко време. Решение од Министерството за труд и социјална политика, кој што не е заведено ниту во деловодник ништо, нема архивски број, вика: независниот синдикат на безбедносните структури не се запишува во регистарот на синдикати кој се води во Министерството надлежно за работите од областа на трудот. Тоа ова решение го добива господинот Климовски, председател на полицискиот синдикат, и истото со свое пропратно писмо го закачува на огласни табли на сите полициски станици, што значи влевање страв и измама на некој начин, вршење измама, дека Министерството нема да регистрира друг независен синдикат. Ако јас сум сигурна во нешто, сигурна сум во мојот квалитет. Јас не се плашам дека Гоце ќе ми ги преземи моите полицајци. Или Гоце, ако е квалитетен, нема што да се плаши дека ќе му ги преземи. Меѓутоа, тука е тоа стравот. Стравот за нерегистрирање на синдикатите е преку тоа што воопшто немаат слух. Ние немаме одговор зашто не се регистрираат. Немаме дека фали некој документ. Значи, законот убаво вели,
право на синдикална организираност. Има секој и сајкој да се определи да биде член во таа синдикална организација каде што тој смета дека ќе ги брани на вистинските нивните права. Крајот на денот чизми немаат ни одовојство ни какви удовојства. Никој. Времено не им е платено ни на овие ни на овие. Да, сега друго нешто, значи нерегистрираните синдикати, ќе ви кажам, нерегистрираните синдикати, овие што за кои ние говориме денеска. Кај нив има забрана за сопирање на чланарина. Се разбира, припадноста во некаде се потврдува со синдикална чланарина, која е зависно 0,1 или 0,5 или 0,8 зависи секаде според статутот на синдикатот. Значи Министерството за внатрешни работи не стопира чланарина. И нема механизми како, барем во Македонија го нема тоа. Може би во западните земји тој систем е развиен. Во Македонија нема механизам како може да се собере таа чланарина и тој ако нема, значи барем од таа чланарина да се обезбеди облека или да не бидат со крпеници панталоните еднаш, два пати, 5 пати, него ќе имат нова и тоа да може да го возможи синдикатот. Значи, ние имаме и препреки за да делуваме. Не е само тоа што се полицајците што немаат облека, што им се кршат правата. Не е само тоа проблем. Проблем е што стојанатите синдикати кои што имаат желба да унапредат нешто во тој дел, не можат да го унапредат заради тоа што има блокада и има селективност во делувањето на синдикатите и пристапно на институциите на системот кон синдикатите. Почитуван од полицијата, пред се респект кон вас што се одзвавте да присуствувате со нас, обичната Раја, јас барем така се гледам како непартиски обележан човек и со почит кон вас. Меѓутоа во овој миг две нешта ми се вртат низ умот. Пред се, полицијата можеби во овој миг го изгуби своето значење на заштита на нас обичните луѓе. И како втора точка би ве прашала што мислите во овој миг на хаос, на безредие, нас обичните непартиски граѓани, кој би не заштитил и која е заштитата од безумието, од хаосот што одредена власт го поставила. Ви благодарам со респект кон вас. Благодарам на прашањето, благодарам на зборовите кои ги упативте према мене. Ова што вие го кажавте, го мислат огромен број на граѓани од цела Република Македонија. Кој би ве заштитил, ќе ви кажам Господ или Аллах. Во моментов ќе ви напоменам дека огромен е бројот на полицајци, односно на луѓе кои имаат поголем страв отколку што ние овдека коментираме за се она што се вика употреба на полицијата за заштита и безбедноста на државата. Меѓутоа, пак ќе ги потенцирам екс-началниците, односно ќе им пренесам на оние што седат меѓу нас, а се идни началници. Нека внимаваат и нека слушаат тоа што денеска ние го коментираме и го кажувавме, а впрочем, ова што сега го кажувам, сум им го пренел, им го пренесувам на огромен број на помошници министри, на началници и на разноразни раководни лица во полицијата, дека тоа што ние го коментираме и што го бараме е основа со што на сите вработени ќе им ја зголемиме самодовербата, со што ќе овозможиме поголема безбедност и тоа што вие ме прашувате, ќе ви ја зголемиме вашата безбедност, која во моментов морам да кажам и самите знаете, ја немаме, вклучувајќи ме и себе во таа групација. Така да, Господ на помош и се надам дека после заминувањето на Никола ќе се сменат многу нешта. Јас би замолила да привршиме во интерес и на времето. Повелете ако имате коментар. Јас се заблагодарувам на одговорот, меѓутоа се надевам
И чисто имам огромна желба дека во сето ова спаѓаме и сите ние кои што немаме, ама баш никаква партиска припадност. Чисто граѓанска припадност и граѓанско незадоволство. Благодарам. Благодарам и на вас. Јас ке им се заблагодарам на Дивна и на Гоце за вечерашново учество на трибината на која што отворивме многу прашања, не затворивме голем дел од прашањата, останува кај нас надежта дека синдикалните организации, независно дали се од државниот синдикат или се од независните гранкови синдикати, ќе си го добијат своето место во, предпоставувам, заедничката битка да биде подобро на сите работници, независно дали се вработени во полицијата, во здравството, во образованието и во сите други сфери на работењето. Ние остануваме да бидеме критичари на она што се актуелни состојби, меѓутоа исто така да ја искажеме и нашата заложба дека критиката не е гола критика, туку дека се она за што зборуваме дека не е добро, е водилка и темел на она што планираме да го направиме за да ги смениме состојбите за кои што денеска зборуваме. Благодарам.